Македонија се соочи со бегалска криза во 1992 година, кога ги прифати бегалците кои што дојдоа од војната во Босна и Херцеговина. Потоа следуваше и косовската бегалска криза, кога во земјава дојдоа над 350.000 бегалци. 2015 повторно земјава се соочува со бегалска криза. Каков е третманот кон бегалците, кои се предизвиците, каква е ситуацијата по случувањата во Париз? Токму за овие прашања вечерва разговарам со моите гости Мерсиха Смаиловиќ од невладината Легес. Добро вечер. Добро вечер. И безбедносниот експерт Благоја Марковски. Добро вечер. Јас ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од оваа 24 анализа. Предлагам пред да почнеме со разговорот најпрво да го видиме прилогот од колегата Гаврил Сирачевски за случувањата на границата со Грција. Од денеска и официјално штрајкуваат со глад економските мигранти кои од Грција чекаат влез во Македонија. Откако дел од нив вчера во знак на револција усни и протестираа полуголи, од денеска ги одбиваат сите хуманитарни услуги освен медицинската помош онаму каде што навистина е потребна. Велат екипите на Црвениот крст кои се на терен. Одбиваат секако вид на помош во делот на примање на одредена хуманитарна помош со храна, кивиња, облека. Единствено нешто што го имаме како интервенција, тоа се медицинската помош. Доста често од страна на нашата припадниците на МВР сме попикани да нашите тимови бидат присутни на кота 59 поради одредени медицински интервенции, меѓутоа она другото сега за сега од нивна страна не е прифатено. Сме на релација за да ги добиваме информациите дали се очекува поголем број на луѓе кои што би биле во ситуација да влезат или едноставно да чекаат пред влезот на границата со Македонија, така да ги се реструктурираме, се организираме согласно потребите од терен. Иранци, мароканци, пакистанци се дел од групата која веќе неколку дена бара влез во земјава. Од МВР велат дека моментално нивната бројка е околу 800, но од македонска страна состојбата е мирна и се пуштаат само бегалците кои доаѓаат од војните подрачја на Блискиот Исток. Во центарот во Табановце пак тврдат нема бегалци кои остануваат и дека протокот на границата со Србија се одвива непречено. Екипите на Министерството за внатрешни работи на јужната граница кај Гевгелија вчера регистрирале и издале потврди на 1814 мигранти кои во земјата влегле од Грција, што е за околу 4 пати помалку во споредба со бројот на потврди што беа издадени претходниот ден кога полицијата регистрираше над 5000 лица. Дел од грчките медиуми утрово пак информираа дека изминатите 3 дена, односно од неделата, на островот Лесбос не пристигнал ниту еден мигрант од Турција. Весникот Катимерини ваквата ситуација ја поврзува со актуелната политика што ја спроведуваат земјите од така наречената западно-балканска рута меѓу која и Македонија, кои дозволуваат проток само на мигрантите што доаѓаат од Сирија, Авганистан и од Ирак. Медиумите пак, како причина за замрзнувањето на протекот на мигранти кон Лесбос, ги наведуваат и лошите временски услови на Егеот. Така, тоа беше прилогот на колегата Гаврил Сирачевски околу тоа што во моментот се случува на македонско-грчката граница. Мерсиха, вие имате ваши активисти кои што се на терен, што точно се случува таму? Значи, во моментот можеме да кажеме дека е стабилно во однос на што се случуваше претходните денови. Штрајкот понатаму продолжува, но временските прилики се влошуваат и сега навистина се случуваме не само со бегалска криза, туку и со хуманитарна криза, каде на нашето тло имаме околу 1000 бегалци, но интересно е што нивниот број постојано се намалува. Дали повторно се наоѓаме пред 20 јуни кога беа приморени да додат пеш или да користат некои други алтернативни начини да транзитираат низ Македонија, не знаеме, но нивниот број се намалува. Дел од нив се враќаат и во Грција, се враќаат во Атина. Тоа е сосема мал дел, бидејќи ти одбиваат да се вратат назад, но тоа што ни го кажуваат активистите на терен дека денеска е многу помирно. Значи имаме одредени протести, значи кога ќе дојдат странски новинари и слично, но навистина се сочувствуваме со нивната болка, сочувствуваме со нивната огорченост, бидејќи сите тие тргнале со некои идеи, со некои намери позитивни, со некои надежи, така да активистите се таму им помагаат колку може, сепак има жени и деца, тие не одбиваат. Што се должи тоа намалување на бројот? Се чини во еден момент дека
се зголемуваше, па сега имаме опаѓање на Во постојан контакт сме со активистите на островите. Тие тоа го вела дека заради немирното море, значи егеото навистина последниве 3 дена имаше и дождови и додека активистите во Измир вела дека има доста бегалци кои што се спремни секој момент да тргнат и во другите некои крајбрежни места во Турција, така да според мислењето на активистите во Грција се должи токму на немирното море, бидејќи не е третина од бегалците доаѓаат од земјите кои што тие ги карактеризираат како економски. Тоа се сепак најмногу Сирици и Авганистан. Значи ли тоа дека ако во меѓувреме нешто не се превземе, нема некое поместување во целокупната ситуација, дека после зимата може да се очекува и уште поголем број? Па да, значи кога сме во контакт со меѓународните организации кои што се постојано на терен, како на пример УНХЦР имаат имаат активисти и своји канцелари низ целата рута на бегалците, е тоа дека во зимата секако ќе се очекува намалување на бројот, бидејќи температурите се минусни и многу потешко се патува, но сепак од пролет вела дека пак ќе се соочиме се додека не се смири војната во Сирија. Значи секогаш кога зборуваме за бегалците забораваме дека тие бегаат од војна, се додека не се смири војната во Сирија и се додека се повеќе и повеќе се бомбардира и се напаѓа и се повеќе имаме цивилни жртви, ќе имаме поголем број на бегалци затоа што тие бараат сигурност, мир. Така да можеби зимата да се намали заради временските прилики, но сепак никој не знае кога ќе престане оваа бегалска криза. Така. Кога веќе спомна во ситуацијата нели пред јуни дека кога се бараа различни средства за да се помине низ земја, се сеќавам дека во тој период се чини дека најголем проблем беше како да им се помогне, да им се обезбеди транзитот низ Македонија, па потоа да ја продолжат својата рута. Во меѓувреме проблемите настанаа поголеми, ситуацијата ескалираше. Господин Марковски, очекувано ли беше дека проблемите до толку ќе се изгледа дека ситуацијата ќе стане толку сериозна? На почетокот имавме во мај, јуни месец по 20 на 30 на мигранти кои минуваа низ земјава, потоа бројката стана многу поголема. Да, прво сакам да потенцирам дека ние фактички во овој момент се соочуваме со последица на нешто, а причините за ова што се случува со европската бегалска криза се наоѓаат во Ирак и Сирија, односно во кризните жаришта тамо каде што се одвиваат и воените дејства. Согласно со интензитетот на воените дејства, согласно со начинот или методологијата која ќе се изнајде или се уште се изнаоѓа за разрешување на причините за овој бегалски бран, ние и натаму ќе се соочуваме со овие последици и секогаш ќе имаме во вид дека ќе биде неопределен бројот или непроценлив бројот на бегалците во зависност од тоа која е таа силна мака што нив ги тера да бегаат од своите огништа. Од тука, она што се случуваше на почетокот на летото, односно во доцната пролет годинава на ова кризно жариште, тие граѓаните кои веќе не можеа да ги издржат тие услови во своите места на живење, го започнаа тој екзодус на одање од своите родни огништа и барање некоја посреќна иднина во северно-западните европски земји. И поаѓајќи по нивниот пример, овој бегалски бран настануваше се поголем и поголем. Јас сум согласен со ова што до сега го зборевме дека сега лошите временски услови можеби ќе придонесат на смален број на бегалскиот бран, но тоа ништо не значи дека состојбите ќе се разрешат ако причините не бидат елиминирани за нивното бегство од своите домови и од тој аспект колку и да се надеваме на некаква смирувачка ситуација во овој период на зимските месеци на рутата на нивниот екзодус, во толкава мерка треба да се надеваме исто така дека ќе ни се повтори ситуацијата од доцните летни месеци, кога имавме и во определени денови по 7000 бегалци и мигранти кои мораа да бидат прифатени на граничниот премин во Република Македонија. Затоа мене не ме радува
ниту смалениот број што се случува деновиве на бегалскиот бран, колку што повеќе ме загрижува тоа дали светските сили, дали воопшто светот ќе осознае, ќе пронајде методологија за разрешување на кризата во Сирија и Ирак и од тој аспект да се елиминираат причините за овој бегалски бран. Така. Како што споменавте, временските услови стануваат се потешки. Мерсиха, имаат ли капацитети, вие како невладини организации им помагате? Мислам дека започнавте веќе со некои активности на донации, да им се обезбеди топла облека и се. Имаат ли капацитети и невладините, може ли да им се обезбеди помош за да се надмине овој период? Како што кажавме, дека нити можеме да процениме со колка број ќе се соочиме зимата, ни со какви временски прилики, значи ноември беше прилично топол за среќа на бегалците, но за жал не ни знаеме, како што кажавме, што ќе се случува и понатаму во Сирија. Војната никако да престане и во Ирак и во Авганистан се уште има немири. Напротив, уште повеќе се распламтуваат. Она со што може да се гордееме како држава, како народ кој што живее тука, дека навистина успеавме целосно да ги покриеме потребите на бегалците додека беа во Република Македонија. Голем број на невладени организации се наоѓаат во камповите во Гевгелија и во Табановце и исклучиво хуманитарната помош доаѓа од невладиниот сектор. Значи во вид на хуманитарна помош доаѓа од невладиниот сектор и така да им се обезбедува на секој бегалец храна, додека е во Македонија, но ете повеќето организации како и Легис почнавме со зимско опремување на бегалците, значи јакни, чизми, капи, ракавици, шалеви, значи имаме голем број на организации располагаат со такви донации, исто така и со топли оброци, значи чај, супа, за да може да се згреат бидејќи посебно во Гевгелија, во Табановце навистина ладно во ноќните часови. И сега во Гевгелија почнува регистрацијата на сите бегалци и се соочуваат со долго чекање пред кампот додека трае регистрацијата. Така, може да се каже дека Македонија се покажа хумана кон бегалците? Па да, тоа сака, значи кога ќе ги прашаат бегалците во Словенија и во Хрватска, активистите како беше вашето патување, сите се со пофални зборови за Македонија и тоа што е најбитно дека многу брзо ја напуштаат Македонија. Мислам дека за бегалците тоа е многу битна работа, а многу исто така е битно и ние да сме на терен како хуманитарни организации, бидејќи после прогласувањето на кризната состојба бегалците немаат слободен пристап до градовите каде што се наоѓаат камповите, така да тие целосно зависат од хуманитарната помош која им даваат организациите. Така да целиот народ кој што живее во Македонија, како и другите организации кои што се наши донатори од надвор, навистина успеа да спречат барем една хуманитарна криза, да бидат една позитивна точка во случувањата во животот на бегалците. Така да нас не е многу драго што и тие позитивни, среќни напуштаат Македонија, барем колку толку нивните потреби се задоволни. И мислам дека хуманитарната криза ја избегна токму невладиниот сектор, иако не добивме некоја официјална благодарност од надлежните, ние сепак ја имаме благодарност од бегалците и сите мислам дека актери кои што се на терен, околу 20 на организации, се чувствуваат среќни, задоволни кога ќе го добиете на смевката и благодарноста од бегалците. Така, Марковски, вие се согласувате ли дека избегнавме хуманитарната криза и дека Македонија се покажа хумана кон бегалците? Да, јас мислам дека Република Македонија преку представниците на невладиниот сектор, односно граѓанските организации, како што рече и Мерсиха, придонесе колку толку да им се ублажи болката на бегалците и мигрантите и тие да бидат на што по цивилизиран и похуман начин прифатени и преведени преку Република Македонија, преку територијата на Република Македонија до нивната конечна цел преку Србија до Западна Европа. Јас би сакал овде да споменам дека имајќи ја сериозноста на оваа ситуација во вид, државата имаше благовремена реакција во смисла на тоа што управувачкиот комитет на кризниот менаџмент на Република Македонија постојано заседава и постојано ја анализира ситуацијата и од тој аспект се донесе и како резултат на заклучоците на Советот, Безбедностиот совет кај претседателот на државата се донесува заклучоци да се на помош на полицијата испрати армијата и дека тоа вроди со плод, иако тоа за жал Република Македонија ја чини
заради ангажирање на овие структури скоро по милион евра месечно, така што еве според официјалните информации на власта на Република Македонија ние досега имаме потрошено негде околу 10 милиони евра. За сметка на тоа Европа, иако многу ветуваше, досега нема испратено никаква помош, ниту во смисла на обезбедување со средства на граничниот премин, нити во смисла на тоа како да се подобри прифатот на бегалците и мигрантите и нивниот престој во Република Македонија. Веројатно на јавноста е познато дека после оној состанок поттикнат од Меркел пред 15 дена, дека се побара од сите земји опфатени на рутата на движењето на бегалците и мигрантите да бидат подготвени за определена бројка да прифатат за престој, одреден престој на територијата на секоја од овие држави. Ние прокламиравме преку нашите представници, односно преку председателот Иванов, дека можеме да прифатиме 2000 во еден момент. Јас се надевам дека ние имаме капацитет и за поголема бројка од ова, но треба да бидеме категорични во тоа дека покрај тоа што прокламираме дека сакаме да прифатиме или сме кадровски и капацитетно подготвени тоа да го направиме, истовремено да побараме и да биде доследна Европа во пружањето на помош. И исто така Република Македонија во овој момент, без оглед на конкретната ситуација на намалување на бегалскиот бран, треба да размислува и за една друга солуција, не само за прифаќање како што сега ќе се постави проблемот со економските бегалци, туку и за нивно згрижување во определени центри или прифатни кампови, каде што пак без оглед на тоа дали Европа ќе ни даде помош или не, ние треба согласно со резолуцијата на Обединетите нации за заштита на бегалците и мигрантите, чии подписнички сме и ние како Република Македонија, мораме да поведеме грижа тие да бидат прифатени, згрижени и во определен момент да се создадат услови тие да бидат транспортирани таму каде што имаат одредишна цел. Од оно што го видовме од прилогот и денеска што се случува и вчера е поради револтот по одлуката на земјава да не им се дозволи влез на економските мигранти. Пораките кои што ги видовме беа застрелајтене, но не се враќаме назад и отворете и границите. Како ја коментирате еве ова одлука да не се пропуштат? Треба да бидеме и тука коректни. Ово не е одлука на Република Македонија, туку изнудена би рекол одлука, бидејќи претходно тоа го направи Австрија, потоа Словенија, Хрватска, која и најави пред неколку дена на Србија дека повеќе економски мигранти нема да прифаќа, и Србија информираше Република Македонија дека и таа веројатно така ќе постапи. Значи, ние ќе се најдевме во една ситуација, доколку ги прифаќавме економските мигранти, тие да се да остануваат на тлото на Република Македонија и фактички да се зголемува секојдневно нивниот број, тогаш ќе наидевме на еден многу сериозен проблем. Бидејќи капацитетите на Република Македонија се ограничени, материјалните средства се ограничени, а би било нехумано да се прифатат, а да не им се пружи одредена грижа, посебно во овие временски услови. И затоа велам, Република Македонија, постапувајќи согласно со тоа што може како сериозна опасност да се пројави во Република Македонија во однос на грижата за бегалците, пристапи кон оваа принудна одлука, истовремено да ги пропушта само бегалците од кризните жаришта, од воените жаришта, а економските да изнаоѓа решение Европа преку Грција, каде што тие од чија што страна влегуваат во Република Македонија. Така како и што спомнавте, некои од земјите веќе најавија дека е можно да ги затворат и границите за економските бегалци. Меѓутоа, може ли во ваква ситуација Македонија да стане собирен центар за
за бегалците, доколку другите земји ги затворат границите? Македонија ќе биде исто така принудена во случај на затварање на границите да прифаќа или одобрува влез на бегалци и мигранти во рамки на бројот за кои таа може да се згрижува. Македонија не смее да си дозволи непроценет број да влезат мигранти и бегалци во Република Македонија, бидејќи ќе се соочиме со многу сериозна ситуација со бегалски кампови, каде што прво не можеме капацитетно да ги сместиме, а друго не можеме да се грижиме соодветно со нивните потреби. И од тој аспект мислам дека Република Македонија ќе мора да постапи така како што условите ќе налагаат, односно таа ќе мора, водејќи сметка и за собствената безбедност, но и за безбедноста на бегалците и мигрантите, да не прифаќа повеќе влез од страна од Република Грција во Република Македонија, односно да се однесува соодветно со нејзините можни капацитети за згрижување. Изговорот на дел од земјите кои што најавија затварање на границите е дека безбедноста ја ставаат на прв план. Дали со ова значи дека овде запира хуманоста на земјите? Значи, хуманоста на земјите одамна престана, уште со првата жртва во Медитеранот, каде што понатаму дозволија на истиот начин да патуваат. Со првата жртва на пругите во Македонија можевме да видиме дека хуманоста замре, каде што од европска земја влегуваат во неевропска земја, мора да транзитираат пеш по пруги, напаѓани од криумчари, напаѓани од криминални групи, структури, газибаба, кршењето на човековите права во газибаба. Така да хуманоста одамна замре кога се во прашање бегалците, и ова само беше една од мерките која што или една од затварањето на очите на Европската унија. Токму тоа се обидуваме на бегалците да им го кажеме, кои протестираат, дека ова не е одлука на Македонија. Дури и Македонија да ги пропушти, Србија ќе ги врати. Дури и Србија да ги пропушти, Хрватска ќе ги врати. Значи им кажуваме дека нивниот револт не треба да биде усмерен кон, или нивните жалби или молби да бидат пропуштени кон македонската страна, зашто ние воопшто за прв пат, значи, немаме можност да ги пропуштиме с Македонија, надевајќи се дека ќе се поминат во Европа, како што беше пред 20 јуни. До 20 јуни само Македонија беше проблематичната земја која што не им дозволуваше да транзитираат слободно, додека во Србија можеа слободно. Така да тоа се обидуваме да им го кажеме дека тоа е одлука на Европската унија, која што за жал беше доволно сурова кога бродовите тонеа во Медитеранот, дали одеа до Грција или бродовите одеа до Италија. Премногу жртви, околу 3000 жртви имаме само кои што ги има проголтано морето да стигне до патот до Европа. Така да хуманоста и хуманиот дел воопшто го нема, и често пати имам навика да кажам дека сите меѓународни конвенции, сите тоа знање кое го добив од правниот факултет престана да ми важи и престанав да се водам по него кога ги сретнав првите бегалци кои одеа пеш низ Македонија. Тогаш кога се случивме во октомври, а сега во ноември баш случајно проверив, во ноември само лани во Македонија 7 бегалци загинале на пругите. Така да хуманоста ја нема премногу, и многу ретко има самити каде што се зборува како да се спречи војната во Сирија, како се спречи војната во Ирак, како да се обезбеди нормално живење во Авганистан. Туку сите самити се како да се спречи кризата, кој ќе ја затвори границата, кој ќе им ги спречи да се движат слободно. И тоа што го правиме нашите активисти на терен, комуницираат со бегалците кои што протестираат пред портите на камповите, во кампот во Македонија. Навистина не знам од каде селекцијата дека тоа се економски мигранти. Значи си имаме конвенција од 51 година каде што кажува кои луѓе се бегалци, што се значи дека тие бегаат, од што може да бегаат. Страшни се сведочењата на иранците кои што трпат страшни тортури од структурите во Иран. Посебно младиот човек кој што прв си ја стуши устата е инженер, и тој вели ако се врати во својата земја, тој сигурно ќе биде убиен затоа што тој избегал не сакајќи да ја прифати таа власт и тоа владење таму. Или моментално се води полемика што е со палестинците. Значи на нив исто така не им е одобрено да се движат понатаму, а знаеме дека Палестина е окупирана, дека повеќето палестинци немаат веќе ни свој дом, туку се протерани од своите домови. Така да за жал економските мигранти само добија така сите земји мимо овие три: Авганистан, Сирија и Ирак. Додека не се комуницира со нив и не видиме правата причина поради која бегаат, можеби дискриминација, можеби проблем заради нивната раса, или имаме голем број авганистанци кои што живеат во Пакистан, кои што се со пакистански документи, а тоа всушност се авганистанци кои што постојано и трпат некои
некои мачења или што е со луѓето од Египет, сите кои што протестира во протестите против Мубарак, целата таа младина која што ја крена таа арапска пролет, моментално се наоѓа дел од затворите, нели имаме и новинари кои што се наоѓаат во египетските затвори само затоа што се критични кон власта. Така да според сите тие некои конвенции кои што ги имаме, сите тие спаѓаат, ја имаат формата дека се бегалци, но сепак за жал Европа смета дека тоа се економски мигранти кои што само заради некоја економска придобивка сакаат да стигнат во Европа, а да се восмелите на таков пат да тргнете со тие гумени чамци само заради економска придобивка, мислам дека никој не би го ставил своето семејство, освен ако не бега заради безбедност и така. Пред да продолжиме понатаму, се извинувам, одиме со реклами. Назад во студиото го продолжуваме разговорот. Мерсиха Змејловиќ, Благоја Марковски. Марковски, како што спомнавте, одлуката е на Европската Унија за запирање на економските мигранти. Оправдана ли е ваквата одлука? Има ли Европската Унија и други механизми со кои би се справила со бегалската криза? Прво, не сум сигурен дека за оваа одлука стојат сите земји од Европската Унија, бидејќи од определени земји од членки на Европската Унија јасно го искажаа тој став, па дури и се оградија. Пример, Унгарија дека нема да прими ни еден бегалец. Деновиве, вчера или завчера, тоа го после настаните во Париз го потврдија и пољаците и словаците, посебно пољаците кои рекоа дека нема да ги прифатат оние бројки кои беа спомнати на состанокот со Меркел, каде што тие на нив им беше определена бројка од негде 8.000 до 10.000 бегалци и мигранти и дека тие се откажуваат од тоа што го прифатиле на тој состанок, а словаците исто така деновиве беа децидни дека не сакаат да ги прифатат бегалците бидејќи меѓу нив се наоѓаат и терористи, што е најголемата глупост на европската политика, поистоветувањето на маките на бегалците со криминалците и терористите, иако за волја на вистината има веќе сигурни податоци дека меѓу бегалците и мигрантите има одреден број кои исто така ја прошле оваа маршрута, од Турција преку Грција и балканските земји до Европа, но тоа не значи дека за одреден мал број кои, да така кажам, се прошверцувале заедно со бегалците и мигрантите, дека тоа треба да биде последица да не се прифаќаат, односно да не им се одобрува влез на мигрантите и бегалците. Јас пак сакам да потврдам дека додека не се изнајде заедничка политика на Европската Унија, на Русија, Соединетите Американски држави во смисла на разрешување на кризата во Сирија и Ирак, ние ќе имаме ваква ситуација и постојано ќе се соочуваме со последиците од оваа криза. Мислам дека има можности да се изнајде решение и да се, ако не потполно елиминираат опасности од военото жариште во Сирија, тоа да се минимизира, иако пак за жал, после овие денешни настани што се случија со обарањето на рускиот авион од страна на Турција, тоа не дава да бидеме похрабри во размислувањето дека многу брзо може да се дојде до решение на Блискиот Исток и вклучувајќи ја тука и Северна Африка, со оглед на тоа што сепак интересите преовладуваат над глобалното ниво на безбедноста што е неопходно во овие денешни времиња. И овај настан што денеска се случи со обарањето на рускиот авион ќе има далекосежни последици. Тоа или ќе забави проблематиката на разрешување на оваа криза, или пак ќе донесе до радикализација на ситуацијата на војното жариште, доколку не се опаметат големите и не изнајдат заеднички модалитет како, на кој начин заеднички да се справат со овие проблеми.
Што се однесува до балканските земји, во кои и ние ја чувствуваме проблематиката со бегалците и мигрантите, мислам дека ниедна посебно за себе од овие земји не може да го реши овој проблем, доколку не се изнајде заедничко некое решение во смисла на формирање некакво тело, координативно тело со неколку представници од сите овие земји од Западен Балкан, каде што би се зголемило нивото на меѓусебната информираност, би се дошло до определени заеднички идеи како и на кој начин, на побрз и по безбедносен начин, да се овозможи на бегалците да ја пројдат оваа рута и да стигнат до својата крајна цел, бидејќи крајната цел на сите бегалци и мигранти не се балканските земји, туку северно и западноевропските земји. И од тој аспект со меѓусебна заедничка соработка да се дојде до што поголеми и поефикасни мерки за разрешување на оваа бегалска криза. Ме охрабрува тоа што синоќа министерот за внатрешни работи Спасовски искажа дека веќе се остварува добра соработка и со Грција и со Србија на планот на разрешување на можноста што побрзо да проаѓа овој бегалски бран на овие територии и тоа во таа насока треба таа соработка да продолжи. Посебно треба да продолжи и во смисла на безбедносното проверување на лицата кои проаѓаат заради можноста некој да се подкрадне во тој бегалски бран кој е непожелен и за нашата територија, но и за она што се случуваше во Западот како последица на нивното транзитирање, но тука исто така треба да се има во предвид. Не знам колкав да е бројот, а бројот е мал на тие кои можат да се прокриумчират со бегалскиот бран. Тие не можат без одредена база во одредени земји да действуваат на планот на тероризмот. Тие само се поврзуваат со постоечките ќели во овие земји и оттаму почнува нивното действување. Значи, безбедносната проценка секоја земја треба да се ја прави сама за себе, колку и на кој начин се формирани и се активни вакви терористички ќелии на своите територии и колкава е нивната можност да се поврзуваат со одредени структури и поединци кои ќе се прекриумчарат заедно со овие бегалски бранови. Од тој аспект јас апелирам до сите нас, бегалците и мигрантите, да ги сватиме со сите нивни проблеми и тешкоти заради што тргнале од своите земји кон Западот и никако да не ги поистоветуваме со тероризмот кој се појави во западноевропските земји. Така, токму и ден после терористичките напади во Париз, мислам дека имаше и протест кој што се одржа во Скопје, за кој што се бараше поддршка за бегалците. Кои беа клучните пораки? Легис учествуваше исто така на протестот со своите активисти. Има ли во Македонија и капацитет, како што спомена и Марковски, бегалците да не се поистоветат со терористите? Мислам дека Македонија, за разлика од европските земји, е земја каде што секогаш живеле разни народи. Секогаш сме биле пример како може да се живее во едно мултикултурално општество. Мислам дека ние во Македонија немаме мигранти, немаме бегалци, немаме дојдени, туку сите народи во Македонија учествувале во создавањето на Република Македонија, така да мислам дека сите пораки на соживот треба токму да дојдат од балканските земји каде што живеат најголем број на различитости и се разбираме и никогаш немало никакви проблеми ако не ја земеме кризата која што се случи во 2001. Но мислам дека сме сведоци и живееме во едно мултикулти општество и тоа што беше и пораката на протестот и на маршот на толеранцијата
каде што Легис го поддржа тој марш, беше дека значи можеме да се носиме во кондурите на бегалците. Значи јас разбираме нивната мака, нели присуствуваше амбасадорката на Франција, каде што и таа со нејзиното присуство всушност испрати силна порака дека иако нели не зборуваше, но сепак нејзиното присуство кажуваше дека Франција не смета дека бегалците се тие кои што се виновни за тоа што се случи во Париз. Ние секако сочувствуваме со секоја жртва која што е невина и го судуваме секој терористички напад. Никој не сака да живее во некоја средина која што е небезбедна, но тоа што се случува во Франција е нешто што се случува 24 часа во Сирија. И често пати, значи, бегалците кои ќе ги прашат од што бегате, 90% бегаат од тероризмот кој што го спроведува Асад и голем значи има дел кои што бегаат и од ИСИС. Значи тие веќе најавуваа и бегалците и тоа што гледавме на телевизија дека се работи за нешто што е страшно и сега наместо да се зголеми свесноста на стравот на бегалците кои што го имаат во Сирија, на граѓаните на Сирија, напротив, се создаде на железна порта која што се за жал мислам дека ќе следат сите со затварањето. Полска, Чешка веќе најавија дека нема да примат бегалци, иако и претходно беа скептични во однос на дали ќе примат бегалци, велеа дека само христијани ќе примат, не примаат муслимани. Посебно унгарскиот премиер се водеше од таа нацистичка реторика, но сепак се дозаде одредена ксенофобија порасна во европските земји во однос на бегалците, но мислам дека Македонија има едно класично темпо на движење на нашиот став кон бегалците и мислам дека не се смени многу со тоа случувањата во Париз, но сакала се надобрзам на претходното. Работата е што не е битно дали Македонија ќе има капацитети за бегалците. Битно е дека тие не сакаат да останат во Македонија. Што ќе правиме со тој момент? Вие нема да можете да задржите 2000 бегалци во Македонија. Ние немаме ни создадено ни систем за азил, за барателите на азил, за социјалната помош. Дури социјалната помош е смешна, 40 евра. Имавме барател на азил кој што беше 4 месеци во градската болница во Македонија и потоа беше пуштен во прифатниот центар во Визбегови, во безбедносната куќа на GSR. Тој немаше пари за да иде за преврски во градската болница. Немаше финансиски средства, ниту имаше механизми тоа да го покријат нашите институции. Така да со нашиот моментално систем економски и социјален, мислам дека воопшто не сме примамлива и дека 2000 бегалци кои што би останале во Македонија ќе бидат со сила задржани и мислам дека ќе се создадеме уште една газибаба, а мислам дека тоа веќе не ни иде на нас во прилог. Го споменавме Париз, случувањето терористичкиот напад, колку се промени кризата, како влијаеше, доведена ли е во знак прашање безбедноста и на Македонија и на целиот европски континент? Да, најновите случувања, но не само ова сега што се случи во Париз, туку некој период веќе и пред тоа, зборува за едно доминантно зголемување на потенцијалната опасност од тероризмот на глобално ниво и од тој аспект посебно на територијата на Западна Европа, па и на Балканот, каде што без оглед на богатството од различителоста на народите кои што живеат тука, сепак има некоја традиционалност на манифестирање на сила и насилие. И од тој аспект јас би рекол ништо не е посебно променето после париските настани, туку тоа е еден континуитет кој постојано е во некоја фаза намирување, па во еден период избувнува и повторно замира и како латентна опасност по безбедноста, би рекол на глобално ниво, на европско ниво, е постојано присутно. Од тука мора секоја земја да води сметка за безбедноста не само на својата територија, туку и во соседството и во регионот, бидејќи безбедноста никогаш не признава граници, таа многу лесно, односно небезбедноста или безбедносните ризици и предизвици, многу лесно се преливаат од една на друга територија и од тој аспект апсолутно е потребна соработка на безбедносните органи и посебно органите на разузнавање, каде што би се меѓусебно информирале за сите опасности кои се случуваат на одредена територија
и во смисла на тоа како и на кој начин треба да се превенираат дејствата кои можат да бидат причинети од одредени терористички активности. Вие, веројатно, и сите ние сме сведоци дека овај тероризам што се случи во Париз е само последица на некоја безбедносна перцепција која се случувала во определен период, но исто така имаме веќе неколку денови два битни терористички акти во Босна и Херцеговина, што значи без оглед на тоа што во другите балкански земји не се случило, тоа не значи дека нема опасност од било какви терористички активности и од тој аспект е многу битно превентивното дејствување на безбедносните сили на секоја земја да ги согледуваат состојбите на својата територија и во таа смисла се поврзуваат безбедносно и со регионот. Јас би рекол дека безбедносната состојба во Република Македонија во овој период, вклучувајќи го и периодот на париските случувања деновиве, е кревка, ранлива и од тој аспект тука треба да се води сметка за можните импликации на евентуални терористички дејности и во Република Македонија. Значи, да заклучам, ниједна земја не е имуна од терористички активности на својата територија и од тој аспект мора да се води сметка за ова прашање. Така. За крај би сакал, бидејќи времето полека не истекува, ваш коментар со гледување на повидок ли е крај на бегалската криза или не? Како што кажав, кога зборуваме за бегалската криза, ние почнуваме од генезата, од каде таа се појавува, додека за жал Сирија се повеќе се бомбардира. Во последните денови имаме од почетокот на нападите на Франција врз територијата на Сирија веќе имаме 300 активистите јавуваат за 300 цивили кои што загина, колку и се тоа поврзани со нападите од Русија. Се дека траат војните и се дека трае динамична Блискиот исток е во таква една состојба, мислам дека бегалската криза ќе трае. Треба да се работи на спречување на војната, но никако на ублажување на последиците од неа. Со бегалска криза со кеса лепче нема да се ублажи бегалската криза, но исто така и повикуваме да целата оваа безбедносни мерки не биде како што беше после 11 септември. Лов на вештарки каде што секој муслиман беше потенцијален терориста. Напротив, ние се оградуваме од секој терористички чин и бараме да бидат фатени сите тие кои што тоа го починиле, но сега пак не треба се генерализира или осудува цела една религија или цела една популација, така да и ние повикуваме на што побрзо разрешување на кој стои позади ова, а пред се повикуваме на разрешување на војните кои што се случуваат на Блискиот исток. Така, господин Марковски. Да, апсолутно јас сум согласен со што беше речено, меѓутоа би рекол дека состојбите во кризните жаришта на Блискиот исток се во таква ситуација да таа не може без воени активности да се разреши. И од тука разрешувањето на оваа ситуација, каде што тие милитантни структури кои се наоѓаат и во Сирија, и во Ирак, па и во Авганистан, не можат да се замолат да престанат со вооружените дејствија. Значи, врз нив мора воено да се дејствува, но не воено да се дејствува од интересите на одредена земја, туку да се дејствува од интересите на Обединетите нации, во смисла на тоа да се создаде една мисија на Обединетите нации, каде што ќе се вклучат сите фактори, сите светски сили и од тој аспект единствено ќе го најдат решението за разрешување на воената ситуација во Сирија и Ирак. Со поединечно дејствување само ќе бидат задоволени поединечните интереси и верувам дека тоа ќе трае многу подолго, многу понеуспешно и понатаму ќе постојат причините како последица за ово што ни се случува со бегалската европска криза во моментов. Така. Јас ви благодарам што бевте дел од оваа 24 анализа. Ви почитувани гледачи, понатаму останете со програмата на 24 вести.